Да, се враќаме во студиото, веќе со комплетиран состав. Владимир Божиновски во меѓувреме влезе. Така да, добро вечер за сите почитувани. Како што кажав во најавата, 100 дена влада, што е направено, можело ли повеќе, дали има доста разочарувања или има реални резултати? Професоре Бакију, еве ќе почнеме од вас. Како ви се чинат перформансите во првите 100 дена? Па, видите, очекувањата од оваа влада беа превисоки, бидејќи и за времето на предизборната кампања, но и се создаде една таква перцепција дека ова влада ќе направи чуда. Во тој случај, ако човек што мисли прагматично, знае дека гледајќи ги само бројките што ги има владата, не можеше да се очекува дека ќе има некоја суштинска промена која да може да ја забележат граѓаните уште за самите први 100 дена. Јас од моја гледна точка, тоа што се промени, забележувам некои позитивни моменти и од друга страна некои негативни моменти кои што ми се гледаат како продолжување на истата политика кон одредени прашања, особено во тоа што се однесува до албанската етничка заедница во Македонија. Нека да почнам пример, да набројам неколку позитивни елементи. Тоа што беше забележително беше таа дипломатска офанзива што ја започна сегашната влада, која што даде некакви позитивни аргументи за да се мисли и да се очекува дека Македонија сепак има некаква европска иднина. Меѓу нив би спомнал, нели, освен тие средби што ги имаше министерот за надворешни работи и премиерот и поддршката што му беше дадена од Европска унија, од главните фактори и од Соединетите Американски држави, но и треба да се спомне во тој контекст и договорот со Бугарија, кој што за мене представува еден позитивен елемент, но требаше да се продолжи во таа насока за уредување на добрососедските односи и кон Албанија, Косово и кон Србија, бидејќи Македонија веќе подолг период има собрани проблематични моменти кои што бараат решенија. Додека ќе влеземе во војна, што се вика, имаше такви драматични моменти. Да, имаше драматични моменти, ја не сакам да навлезем сега, видејќи тоа е нова тема, но тоа што ме интересира најмногу е тоа начинот на кој што пристапи ова влада кон тие отворени прашања што ги отвори албанските партии. Треба да се каже дека многу добро за нас албанците, зборувајќи од позицијата на албанец, негативно, но многу добро го менаџира тој процес со таа заедничка платформа, на пример, во која што имаше неколку точки, премиерот Заев успеа тие точки, нели, да ги сведе на еден минимум во кој што да се зборува цело време за некакво подобрување на позицијата на албанскиот јазик во таа историја на официализирање, на легализирање на албански. Што разбрав, велите добро за владата, но лошо за албанците. Од оваа позиција јас, бидејќи, видите, сите албански политички партии се обврзаа за еден договор на кој што требаше да стојат. Меѓутоа, до овој момент, јас не гледам ниту една точка од тој, барем веќе толку се зборуваше и така се наметна таа тема што на памет ги научивме тие точки, не ги гледам. Од друга страна, да оставиме платформата. Нека зборуваме на пример за Охридскиот договор. Веќе 100 дена немаме ни еден конкурс за вработување по Охридски договор, кога знаеме дека многу институции, еден добар дел од институциите останаа на нулта, не само со албанци, туку и со други. Од друга страна имаме другиот проблем, систематизацијата на тие што се примени, што зимаат плата, а де факто владата не успеа да ги распределува во институциите. Значи, тоа се многу елементи. Добро, сега во тој контекст не можеме да ги кажеме има позитивни работи, пример како што се
подобрување на стапките во буџетот за Тетовски универзитет, за универзитетот Мајка Тереза и така професоре, натаму. начнавте доста теми, ова се дел од темите за кои ќе зборуваме вечерва секако, ова е едно како воведно излагање. Божиновски, кога владата излегува и ги набројува своите успеси, најчесто зборуваат закон за минимална плата, враќање на ефтина струја, укинување на радиодифузна такса и така натаму. Од друга страна излегува ВМРО ДПМН, велат дека ова е еден од најкатастрофалните периоди во однос на финансиската политика, на економијата паѓа, се зголемуваат дуговите и така натаму. Кој е вашето гледиште на првите 100 дена? Добро, види, партиите секогаш они си продолжуваат по она што им е традиција, би рекол, да се напаѓаат меѓу себе и не гледам тука што е ново. Има сосема спротиставени ставови, да. Не е наше да коментираме што ќе кажат партиите, тоа си кажуваат, они се разбира дека се спротиставени. Ние би требало да дадеме една оцена на тоа што е направено. Прво, позитивно е тоа што едноставно малку се намали онаа тензија. Она што беше пролета. Тоа е позитивна работа. Би рекол дека од овие 100 дена ние не можеме да очекуваме дека за 100 дена ќе се случи некаков феномен и да се задоволат сите оние кои што очекувале да бидат задоволени. Но ние можеме да видиме одредени насоки кои што може да ни дадат некакво, ако ништо друго, барем пречувство каде ќе се фокусира владата. Така да тие први 100 дена на некој начин ги одредуваат позициите на кои што новата влада нели ќе посвети најголемо внимание. И тука се разбира има одредени позитивни, има и одредени негативни моменти. Пример, позитивно е што имаме еден, би рекол, пробив во надворешната политика. Тоа е позитивен аспект. Се прави обид некој начин малку да се реанимираат меѓународните односи со повеќе активности. Тоа е позитивно. Министерот се обидува на некој начин да создаде определени контакти, новата влада да се пробие и во соседството, но и во поширокиот меѓународен простор, како проактивна и како дел од она што се нарекува заедница на европските држави, не реков Европска унија, се уште сме надвор, не? Иако останува најголемиот проблем, а тоа е ние колку и да се обидуваме во дипломат, колку и да сме успешни, тоа сега е позитивни чекори. Договорот со Бугарија исто така е позитивен чекор. Иако сметам дека ние можеше да добиеме повеќе, но повторно секое затварање на одредено прашање кое што го имаме со некоја друга држава, особено со соседите, јас го гледам како позитивен чекор, иако треба да се внимава тоа да не биде на наша штета. Сепак останува она клучно прашање за напредок во европските, односно во евроатлантските интеграции, без Грција ние не можеме да одиме напред. Сега за сега климата од Грција би рекол дека е многу слична на она што беше претходно. Да, има средби, во ред тие средби, се вели на тие средби дека воопшто не се збори на името, тоа го изјавуваат и грчките представници. Внатре во самата грчка влада има проблем кој што не знам како ќе го решат, бидејќи на Сириза рейтингот е многу низок, доколку има сега избори ќе падне од власт, а тие зависат од една помала партијата на Каменос, кои што се националисти, кои што има сериозен проблем околу името Македонија и така натаму. И од тој аспект не знам како би се помрднале работите напред. Би било добро да, доколку ние влеземе во ЕВО НАТО, добиеме поканат по тоа привремена референца која што имаме, но искрено не знам дали е и колку ќе биде тоа возможно. Она што ни е најбитно сега во моментов, и сметам дека тоа го говорам више со години, мора да се направи една национална кохезија и сите партии да се договорат околу тоа кои се нашите ставови за името со Грција. Бидејќи ниту една од позначените партии, тука говорам пред се на
најголемите две партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, ниту една не може да го реши тоа без другата, да се разбере. Да. Тоа е за надворешната политика, така да тука гледам позитивен помак. Она што не ми се допаѓа многу е дека некако малку се запостави оној аспект на привлекување странски инвестиции. Имаме еден вице-премиер кој што искусен бизнисмен и кој што мислам дека е доста позитивно решение, но мислам дека има недоволно луѓе околу него кои што ќе му помагаат. Тој аспект претходната влада мислам дека беше многу подобро екипирана. Во сегментот, еден друг сегмент кој што особено мене ми е важен, тоа е образованието, има позитивен помак. Значи прво за министер е човек кој што доаѓа директно од самиот сектор. Она што е во најава и начинот на кој што се одвиваат работите, јас сум уверен дека најгорливиот проблем кој што предизвика сериозни потреси, би рекол пред 2 или пред 2,5 години како ми доаѓа, и оние студентски потреси, тоа е протести, тоа е законот за високо образование. Сигурен сум дека ќе се изнајде решение кое што ќе биде прифатливо за сите, така да и тука го гледам позитивно. Значи, има сегменти каде што се позитивни, има сегменти каде што не е толку позитивно. Сепак се 100 дена, но ова се најави. Доколку се продолжи, и сега тука све знаете, све зависи колку владата ќе биде суетна. Ако е многу суетна, тогаш ќе имаме проблем. Ако не е суетна, ако види дека во одредени сегменти има одредени грешки, и тие истите ги поправи, мислам дека би можело да се очекува да продолжи во позитивна насока. Добро, Арсовски, евидентно е дека во јавноста има доста големо разочарување од низа владени потези, дали се тоа кадровски решенија, дали се тоа одредени закони, одредени решенија, одредени одлуки. Кажете ми, и професорот Бакију во самиот воведно кажа дека е имало преголеми очекувања од оваа влада. Дали е тоа проблемот или тие решенија кои ги носи владата, еве да речеме кадровските решенија, на некој начин не ги оправдуваат ветувањата кои беа дадени пред изборите, оние ветувања кои беа во насока на тоа дека идните кадри ќе бидат стручни, ќе бидат наменети за таа позиција, дека ќе бидат непартиски и така. Првите 100 дена од владата се карактеризираат од неколку фактори и како јавноста ги доживува е под влијание на неколку процеси кои се одвиваат. Првото е што 100 дена не се индикативни за тоа каква ќе биде владата. Сепак се работи за период кој е релативно мртов во годината, годишни одмори, и се работи за првпат промена на власта после 11-12 години, во кои првите 100 дена се уште се некаков меден месец во кој јавноста се уште има толеранција кон потезите на владата, имајќи ги предвид очекувањата кои се уште релативно високи. Најголемата промена за која би ја пофалила евентуално владата е промената на општиот политички амбиент. Тоа за која Владко зборуваше, намалувањето на општата политичка тензија. Де факто ние како да чувствуваме дека со доаѓањето на новата власт на власт, како политичката криза да заврши. И сега имаме еден порелаксиран амбиент и во надворешната политика и на домашната сцена, и тоа е првиот голем фактор кој влијае на некакво смирување на јавните критики кон владата на почеток. Се разбира дека владата не е целосно идеална. Постојат делими да се отворат дали таа презема некакви популистички потези и некаков клиентелизам наместо меритократија, тоа е тоа за кое вие зборувате. Но мислам дека и за тоа е рано да се донесе некаков заклучок, имајќи предвид дека ние вистинската поставеност на кадрите нема да ја видиме додека не завршат локалните избори. Третата работа која е интересна таму е дека промената на владата и првите 100 дена се случуваат во период во кој внатрешната динамика на партиите се уште не е еволуирана до крај. И тоа важи за трите од најголемите партии. Во СДСМ внатрешната динамика на поставувањето на структурата околу власта не е завршена и таму допрева треба да се очекува некаква реконсолидација или фаќање вистинска кадровска политика. Внатрешната партиска динамика во ВМРО ДПМН не е завршена, таа е под некаква стагнација заради локалните избори, но мислам дека анализата на тоа зошто ги изгубиле изборите, зошто ја изгубиле позицијата и внатрепартиските реформи и ребрендирањето следат после
локалните избори. Истото мислам дека го очекува и ДУИ. Значи некаква прераспределба внатре партиска динамичка анализа околу тоа што направиле, што е добро, како треба да се движат во наредниот период и така натаму, така што овие 100 дена ги фаќаат партиите на поласа со тој процес. Но тоа што најмногу ми остава впечаток во првите 100 дена е дека ние не сме избегале од риториката на непријатели. Ги гледам пресконференциите на премиерот и на бившиот премиер и тие свират истата песна, само што улогите им се сменети. До пред година дена требаше да се очекува иста ваква пресконференција од СДСМ која ќе кажеше дека владата на ВМРО ДПМН повторно ја задолжила државата, ништо не направила како што треба. Буквално истата пресконференција сега ја држи Никола Груевски, додека Заев наместо кампањата ветено сторено држи кампања Зборот е збор, во која исклучиво вели дека се што направиле е добро и така натаму. Тоа покажува дека сме ние се уште во смисла на политички дискурс длабоко поделено општество, во кое главните политички опоненти се гледаат низ призма на непријатели, се гледаат низ ров. Тоа е нешто кое ќе го дефинира политичкиот дискурс и во текот на локалните избори, а и во наредниот период, доколку не се смират и не најдеме некаква политичка конхезија, како што зборува Лаче. Тоа се отприлика тие оски во кои се движат првите 100 дена на владата. Да. Добро, ајде да почнеме полека да влегуваме во конкретни прашања. Професоре Бакију, кога велите вие дека владата на некој начин не ги исполнила очекувањата, еве да речеме, на албанците кои беа можеби најголеми поради онаа платформа фамозна која беше пред изборите пренесена. Кажете ми, еве сега се најави носењето на закон за албански јазик, тој влезе во процедура во собранието. Нели е ова една од главните точки во поглед на затварањето на албанските права? Значи, како прво, предлогот кој што е даден од владата не зборува за официализација на албанскиот јазик, туку за подигање на таа граница на употреба на јазикот. Како второ, тоа што е најжешко во тоа прашање, најжешките елементи се носат во Венецијанската комисија, кај што нели со тоа што сака да се купува време, сака да се купува простор, пиар, едно друго да се употреби за да нели да се и во еден момент можеби јас гледам тенденција да се скрати нешто што може, една тенденција што било уште од 2001 година кога се потпишуваше Охридскиот договор, да се направи некој консензус над тоа што е консензус. Според мене тоа не е начинот. Видете, албанците овој пат беа главните, тие 13 гласа во парламентот, беа главниот фактор што дојде до промена на власт. И ако не, јас сум свесен и секој албанец е свесен дека све што имаше во таа платформа, можеби треба повеќе време за да се реализира. Или делумно да се реализира. Меѓутоа, за некои конкретни прашања требаше храбро да се навлезе. Бидејќи доаѓа еден друг момент. Видете, заради таа стагнација на тој процес се појавија 2, 3, 4 нови партии, кои што од сосема непознати станаа втора, трета партија, каде што бившите партии, едната изгуби пола од своето гласачко тело, другата остана скрос на крај. Ќе дојде еден друг момент кога ќе ни се појават во политичките науки, ние тоа ги изучуваме од тој ги нарекуваме како кливиџи. Ќе ни се појави некој нов кливиџ и после тоа со кој што не може да се разговара. Добро, кој што ќе биде и мојата идеја, мојата теза во овој случај, ако не се решаваат тие проблеми еднаш, веќе ние 27 години се занимаваме со тие проблеми. Треба кристално чисто, бидејќи младиот албанец сега покрај тоа има други нови проблеми кои што ги има и младиот македонец. И затоа јас сметав дека јас си мислев дека ќе има похрабро ќе се новата влада ќе се занимава со овие проблеми. Имајте предвид дека кој да земеме, многу од прашањата што се проблематични за албанците се и дел од
кои што треба да го исполнуваме за влез во Европската унија. Да, сега да ја прашам во поглед на платформата. Добро, еве Да. што мислите дека се случи? Дали незиното представување пред избори беше една, да речеме, димна завеса, значи еден блеф кој никогаш не требаше да се оствари, или па мислите дека премиерот Заев успел да ги амортизира тие барања? Премиерот во Заев меѓувреме? со неговиот пиар многу успешно ја релативизираше таа платформа од типот со идејата дека во овој момент најважна ни е државата и после тоа ќе ги отвориме Добро, но другите пиарот е работи. за однос се однос, но да. зборувам за Па односите на со премиерот со тоа се создаде и таа општа клима. Меѓутоа, ова е многу ризично. Видете, ова е многу ризично бидејќи од одвлекувањето на еден проблем, јас ќе ве потсетам на тие моменти владата на Џафери и Лупчо Ѓоргиевски кога со пиар и со фасади се обидуваше на пример Ѓоргиевски во тоа време, нели, да направи нешто, но од друга страна да не го налути македонскиот Но знаете гласач. што ми е прашањето? Но И- што се случи со суштинските барања на албанските партии, од кои 3 се во владата, Да. без е една многу силна опозицијска партија, но сите молча за платформата. Тоа ве прашам, што се случи со нив, со нивниот став? Тоа Да, зошто исчезна? Тоа Тоа ве прашам, значи според јас имам многу одговори за тоа, но поконкретно може да ти одговорат од политичките партии. Но јас сметам дека еден од факторите што се подзаборави тоа е вклучувањето на 3 партии во власта. Тоа што господинот Арцовски го кажа преска, они сега во овој момент се занимаваат повеќе кој ќе им биде директор ваму, кој ќе им биде заменик таму, кој ќе им излезе нели на следните избори како кандидат, листи едно друго и подзаборавија на овој дел. Но јас ја држам таа позиција дека многу е ризично тие теми да се подзабораваат бидејќи нели, од практика и од минатото сме научиле дека работите што се подзабораваат така доаѓа во еден момент кога излегуваат од контрола. Божиновски, за платформата сакате да додадете, јас би ве подпрашал, плюс пред изборите ВМРО ДПМН целата кампања практично ја базираше врз федерализација, врз нели опасност од двојазичност, од сите тие прашања. И сега еве албанскиот јазик влезе во собранието, па можам да кажам слободно дека ВМРО ДПМН воопшто не зборува за тоа, освен кога мора во собранието на комисии, на расправи. Значи нема никакви пресконференции, нема кампањи против, нема ништо. Едноставно и нивната реакција е премногу млака. Видете, значи прво донесување, тоест брзано донесување на тој закон беше наметнат од етничките албански партии кои што се во владата. Мислам дека идејата на СДСМ и на Заев беше да на некој начин се создаде една генерална дискусија, една генерална јавна расправа, би рекол, околу тоа што е прифатливо, што не е прифатливо, кај што би се вклучила, се разбери, ВМРО ДПМН и да има едно консензуално разбирање околу тоа што може, а што не може да биде прифатено. Но поради локалните избори, очигледно дека немаат што или не знаат што да понудат друго ИДУ и Алијанса за албанците, едноставно се наметна тој закон да биде донесен пред изборите и врз база на тој нели да се обидат да освојат повеќе гласови на тие избори. Значи се испрати и писмо до Венецијанската комисија, односно мислење од Венецијанската комисија. Тоа нема сега да стигне, тоа ќе стигне за 2 или 3 месеци. Не гледам што е проблемот сега веднаш, освен ова што ви го кажав претходно. Друго, кога се говори за некаков закон, не може нешто да биде наметнато. Треба да постои дискусија. Многу луѓе кои што се постручни од мене во правната сфера, значи не сум правник, така да не можам јас да тврдам нешто, но говорат дека има одредени елементи во тој закон кои што се противуставни. Така да многу лесно може да падне после на Уставен суд. Избрзаното носење на закони секогаш создава проблеми. Сме имале такви примери и во минатото. И дополнителен проблем се постави тука и се разви околу тоа една јавна дебата е што тој закон се носи со европско знаменце. Нема директива која што
европска директива која што кажува, директива на Европската унија која што наложува нели носење на таков закон. Ние не усогласуваме со тој закон ништо од она што се нарекува европско право. Тоа е дополнителен проблем. Така да сите ние сме за создавање на атмосфера во државата каде што сите граѓани понекако би биле задоволени. Јас велам зошто да не ги имаат истите тие права кои што сега се предвидуваат со овој закон и сите останати етнички заедници во Македонија. Зашто да не го имаат тоа право бошњаците, власите, србите, ромите, турците и така натаму? Апсолутно немам никаков проблем, но мора да се запази дека предимство мора да има македонскиот јазик. Тој е официјален јазик. Добро, кажете ми... Добро, да. Кога зборуваме за другите јазици, сега не можете да го сведете еден јазик што го зборува официјално повеќе од 1/4 од населението со еден јазик што без да сакам да навредам никого со 1 или 2%. Прво, втората работа, консензус. Да, на територија. Да. Во Штиби, во Виница, кој го зборува тој јазик? Консензус. Кога зборуваме за консензус, видите, па ниво Лихтенштајн никој не зборува ретро-романски, меѓутоа официјален, или во Берн, меѓутоа официјален е ретро-романскиот кој што го зборуваат само 54.000 луѓе во цела Швајцарија. Па да, кога зборуваме, со ова ја потврдете мојата теза, зашто и влашкиот, и ромскиот, и турскиот да не се прифатат? Не. Сега ми кажавте, 54.000 луѓе, тоа е колку? 0,5% од Швајцарија. Тој начин значи е релативизација. Другото кое што сакав да кажам, сега општ консензус, сега консензус над консензусот ќе донесеме, бидејќи се знае Охридскиот договор беше консензус. Сега ајде уште еден консензус над тоа. Ако судиме според Охридскиот договор, кој што беше договор меѓународен договор, каде што меѓународната заедница стоеше, многу работи требаше да се реализираат по друг начин и денеска немаше да зборуваме веќе на таа тема. Јас конкретен, нека бидеме прагматични. Начинот на кој што беше договорот постигнат за владата беше нетранспарентен. Ако не се лажам, пред 4 години или пред 8 години во Германија имаше еден момент кога остана равен резултатот и им требаше. Имаше 574 страници договор и се знаеше кога што ќе се исполнува. Кога би имало еден таков договор, тогаш веќе за сите прашања ние нема што да прејудицираме или како да гледаме, да анализираме како ќе биде и што ќе биде. Арсовски, еве вие да ми одговорите на ова прашање, бидејќи навистина ми е интересно ова што го прашав Божиновски истото. Значи ВМРО-ДПМН целата кампања базираше на федерализација. И сега еве законот за албански јазик дојде во собрание, тие зборуваат за бегалци, мислам они формално, официјално не, но во државата имаме една кампања против бегалци, зборуваат за економија, за странски инвестиции, веќе не зборуваат за федерализација, за оцепување, за ништо. Зошто ВМРО-ДПМН не нагази сега на ова прашање? Мислам кога дојде на дневен ред веќе, мислам го чекавме, еве дојде, не? Да, сега да не зборувам во името на ВМРО-ДПМН, морам да логицирам. Некако аналитичар нормално, како некаква претпоставка. Тоа е тема која на ВМРО-ДПМН би требало да му одговара, како и темата со мигрантите, бидејќи се работи за национални теми кои задираат во националните чувства на македонскиот етникум во Македонија и јас би очекувал да бидат поагресивни по тоа прашање. Единствената причина која можам да ја, мислам, неколкуте опции кои можам да ги одвојам како возможно објаснување за нивната релативна пасивност и млакост по тоа прашање е прво што и тие се потписници на Тиранската платформа, де факто од нивниот коалиционен партнер со кој преговарале за формирање на влада, дознавме дека и тие ги префатиле скоро сите точки во Тиранската платформа, па оттаму би било безсмислено да се побива некаков проект за кој и тие застанале во обид да состават влада со ДУИ. Тоа е прво. Второ, отуѓувањето на албанските гласачи кои и ДУИ во таа смисла, кои беа донесени во ситуација да мораат да партија која имала поголем број гласови да ја ескивираат во составувањето на владата, му покажува на ВМРО-ДПМН дека пристап кон албанските гласачи е потребен некаков посериозен и дека тука мораат да го сменат политичкиот наратив. И тоа е второто објаснување кое е логично
во тоа дека тие не сакаат да ги навредат баш многу чувствата на албанците, критикувајќи го по таа линија овој проект. И третото објаснување е што сепак во моментот во Македонија играта ја води меѓународната заедница. И тие ја преместуваат играта од едно релативно нетолерантно интраетничко општество кое е затворено во својата сопствена историја, ја преместуваат играта на еден целосно нов колосек, а тоа е некако отварање кон глобализацијата, кон меѓународните перспективи на Македонија, некако отварање на толеранцијата внатре и олабавување на тие теми, а ВМРО ДПМН не сака против таа голема плима да се бори, бидејќи тоа ќе ги остави на целосна политичка ветрометина. Тоа се трите работи кои мислам дека во моментот го тераат ВМРО ДПМН да бидат по тоа прашање релативно смирени, колку што е тоа возможно во оваа ситуација. Не очекувам дека тие треба целосно да ги простат можните политички поени. Но има ли тука еден проблем во однос на политиката, на односите со јавност на самата партија, каде оди по една цик-цак линија, значи фаќа еден правец, се обидува така да добива гласачи и добива гласачи, на изборите доби значи најголем број на гласачи, па после ја менува стратегијата. Има ли тука проблем таа неконзистентност? Има. Моето мислење е дека ВМРО ДПМН и покрај тоа што има добар резултат и дека е популарна е кај домашниот електорат, дека во основа тргна во еден правец кој почна да им создава непријатели наместо им создава сојузници. И тоа ги донесе до таа ситуација да колку и да им е добар резултатот, не можат да состават влада. И тоа ги тера сега да го менуваат курсот и да наоѓаат нова приказна и ново ребрендирање на партијата. Едно такво имаа 2006 кога од црвена ја променија бојата во портокалова, од национални теми се префрлија на економија и така натаму. Се некако како да се вратија на национални теми и чувствувам дека се во потреба од ново ребрендирање, па и внатре партиски реформи кои треба сериозно да донесат некаков нов ветер таму, кој би можел да ги врати на еден колосек на модерна десна партија. И во таа смисла овој цик-цак, пиаровски цик-цак за кој зборувате, се навраќа на првата точка која разговаравме, а тоа е дека првите 100 дена на владата ги фаќаат голем дел од партиите во сред партиската реформа и партиската динамика на односи. Исто така и кај ВМРО ДПМН. Они се сега во еден процес на оформување на новиот политички наратив, оформување на новите тимови, оформување на новата платформа, наоѓање на новиот политички јазик кој треба новата политичка ситуација да ги донесе до некаква подобар скор, и тоа е причината поради која условно речено лутаат во таа политичка комуникација за која зборуваме. Да. Професоре, кога и самите кажавте дека една од според вас најпозитивните работи на владата е таа дипломатска офанзива, надворешната политика, и се чини дека владата е прилично сконцентрирана на тоа поле. Рече се секој ден го слушаме зборот НАТО, значи помалку Европска Унија, но секој ден слушаме НАТО и евидентно е дека се работи доста на тоа поле. Но мислите ли дека таа сконцентрираност на владата кон НАТО, кон тие интеграции, може да направи проблем да се намали сконцентрираноста или делувањето натре во внатрешната политика, бидејќи владата него не крие тоа дека тоа е една прилично важна цел. Видите, значи јас и претходно ја кажав дека тоа е многу позитивно. Најнакрај, нели, темата Македонија се отвори во сите релевантни кругови на дипломатијата и тоа, но не сметам дека тоа може да создаде така пониска концентрација кон внатрешните проблеми, бидејќи тоа се процеси поврзани со многу внатрешни проблеми кои бараат решенија, тоа се процеси кои што бараат да се исполнат ред работи кои што опфаќаат самите внатрешни проблеми. Например, еден од главните проблеми кои што ни се во секој ни се појавува како проблем е правната држава. Тоа е внатрешен проблем.
внатрешен проблем, меѓутоа без кој не можеме ни да помислиме или за интеграција и за НАТО и за Европската унија. Или други проблеми кои што се поврзани директно со внатрешните проблеми. Така што јас не гледам кон тоа, но би се надоврзал на нешто што господинот Арсовски го спомна преска за политичките партии и нивната, како да кажеме, како ги фати на една офсайд ситуација или полуофсайд ситуација, пасивна. Видете, самата динамика на избори, сега доаѓањето на локалните избори го обрна вниманието на политичките партии повеќе кон создавање на платформи, создавање на политики, на кадровски решенија за следните избори, отколку за првите 100 дена на владата, бидејќи динамиката ни е таква. А зошто најмногу се свртија кон тоа прашање, бидејќи од самите овие избори зависи дали ќе имаме следни избори, следни парламентарни избори, сега предвремени. Тоа се многу комбинаторики кои што партиите ги прават и секоја сака да извлече полза во тој аспект. И сметам дека меѓутоа темите за кон надворешната политика сепак мислам дека ќе бидат уште со повисоко темпо во следниот период, бидејќи тоа не само што е и најавено, тоа е и... Може ли владата да влезе во една стапица да мисли дека евентуално успехот на пробивот на Македонија кон евроатлантските интеграции може да биде еден генерален успех кој би ги анулирал сите други проблеми и така владата да ги добие и следните избори? Нешто слично што се случи со владата на Бучковски, која доби кандидатски статус за Европската унија, но потоа ги изгуби изборите. Видете, сега зборуваме за две различни позиции во тоа време. Треба да имаме предвид дека Бучковски по тоа време беше во позиција каде што требаше да ги направи да го имплементира Охридскиот договор, кој што беше наложен од опозицијата како загуба за Македонија, како дека нема да постои државата која што постои. Тоа нека служи како пример и за законот за двојазичност или дека сепак ќе постои државата, бидејќи таа си е таа и никој не сака да ја смени. Ова се различни позиции. Меѓутоа, одредени прашања кои што се поврзуваат со интеграциите, колку и да се болни, мора да се исполнат. Владењето на правната држава во Македонија треба да функционира и секој треба да одговара кој и да е тој што направил штета на оваа држава. Да. Тоа е една од темите со кои ќе продолжиме, но мора да направиме една кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме во студиото.